интервју на Република разговараме со председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов за тоа до што сме поблиску, дали до предвремени избори или до уставни измени. Господин Трајанов, добре дојдовте во студиото на Република. Добро ве нашол. Така, ова се интересни моменти, вас ве етикетираат како символ на промена на власта. Дали сега конечно се чувствувате како опозиција на власта или бидејќи долго време бевте една да речеме опозиција во власта? Па мислам дека нема некои суштински промени, бидејќи од првите практично месеци соработката што требаше да се одвива со СДСМ апсолутно не беше тоа што ние партиципираме во програмскиот дел и во суштина ние и од секој сме имале собствен, самостоен став, антиетнички став на партијата за многу прашања. Првиот судар по крупен да речеме беше после интервјуто на Зоран Заев за БГНЕС, каде што навистина направено скандалозно интервју и ние тогаш сериозно реагиравме. И досега некаде околу 60 ставови имаме поинакви од ставовите на СДСМ, не знам, како дел од парламентарно мнозинство, затоа што не може да зборуваме дека сме ние биле дел во власта, затоа што партиципиравме символично со еден заменик министер за локална самоуправа без било какви надлежности и властувања. Така да тоа беше товарот што го имаме со заменик министер за локална самоуправа. Зошто толку му верувавте на Заев, а подоцна и на Ковачевски? Има ли нешто за што не ве излажа? Па, мислам дека се покажа дека апсолутно ние на никого во суштина не му веруваме, на тоа што го зборуваат, а веруваме дали од тоа што го кажуваат се имплементира, се спроведе во дела. Еден многу близок пријател на Заев, пред да формираме заедничка коалиција, ми рече, вика, тоа што ќе го договорите со господин Заев вечерва, утре не важи. Така да, ја и дури не му верував дека до толку може да се договараш, да се ветува, да се преземат обврски и ништо од тоа утре да не се реализира. Но помалите партии на еден или друг начин, бидејќи се работи за 6 избори единици, принудени сме да се работуваме со некои од поголемите политички партии, затоа што искуството покажува дека самостојниот настап е осуден на пропаст. Може да земете и 25.000, 35, 40.000 гласови, тие кои ќе се поделат по избори единици, може за 100, за 200 гласа да ви недостасуват и да не може да влезете во парламент. Затоа е нашата силна цврста определба и тоа беше едно од витувањето на СДСМ дека Македонија ќе биде една изборна единица. Кој повеќе лажеше, Заев или Ковачевски? Видите, сега мислам да не симплифицираме околу тоа кој повеќе лаже. Мислам дека тоа е матрица на СДСМ. Тие се ветуваат, не одбиват ништо, меѓутоа ништо тоа не исполнуваат. Значи, како да ви кажам, во разговорите тие атар не кршат, но работа не вршат. Тоа е сублимирано за нив, кажам. Да, ви сте ли вертувале дека ќе ве носат во Елисејската палата ако почнете преговори? Тоа беше пред да во суштина кога господин Заев кога ги изгуби локалните избори и започнаа консултации со коалиционите партнери. Меѓу другото, тој најавуваше пред сите, не само пред мене, пред 23-4 политички партии, дека веќе има договор, дека Макрон до нова година или најкасно некаде 13-17 јануари ќе организира голем, да речеме, собир во Париз, во Елисејската палата, каде што ќе се во суштина одржи таа меѓувладина конференција прва или ќе започнат од тој датум пристапните преговори на Македонија со Европската унија. И тоа беше основа, да речеме, сите ние да поверуваме и да инсистираме тоа по секоја цена да се одложи оставката на Заев, да се имплементира, се со цел да, ако е тоа историска шанса, да не бидеме ние одговорни дека владата паднала заради неединство на коалиционите партнери и сосема известно беше тогаш и јасно тоа му го презентираме дека ако не се случи тоа ќе се повлечеме од владата, од парламентарното мнозинство. Не само јас и други партии најавуваа, после тоа не се случи. Нити видовме Елисејска палата, нити договор. Тек после во јуни месец, вие знаете дека излезе францускиот предлог
кој што и Стево Пендаровски како председател на држава го отврли и владата и Ковачевски, но сите политички партии, експертите, невладиниот сектор, за жал за после 10 дена со некакви дотерувања, у суштина ништо не се промени, го прифатија и тоа е замката во која влезе сега Македонија и тие последици сега сите треба да ги разрешуваме или да ги трпиме. Така. Пред неколку дена се одржа лидерската средба. Вие по неја изјавивте дека Ковачевски е компрометирал идејата за широка за влада за национално единство. Да што сме поблиски сега до избори или до нови уставни измени? Како оценувате? Прво, оваа идеја која што како партија јас како председател на Букарскиот сојуз долго време ја афирмирав, можеби на 30 пати сум настапил јавно на пресконференции, дека добро е да се создаде една широка коалициона влада, поддржана од сите парламентарни партии. Тоа е во интерес на нашите национални и стратешки интереси и дека има крупни прашања за кои што треба да покажеме национално единство. Таа идеја, според моите вака информации, анализи, беше прифатлива и за ВМРО ДПМН и сега наместо ВМРО ДПМН или председател Кристијан Мицковски таа да афирмира, тоа го направи Ковачевски. Слушајќи го гласот, условно кажано, на другите, меѓутоа нашите информации, проценки, анализи кажуваат дека тој апсолутно не е за таква идеја, туку се обиди преку таа идеја да го нападне, условно кажано, бе пријателот или политичкиот опонент ВМРО ДПМН, да искористи за непринципијална критика, значи манипулација со јавноста, дека се е прифатено и секојдневниот настап, тоа е крајно некоректно, настапи на Ковачевски и на другите од СДСМ, дека ВМРО ДПМН, Христијан Мицовски прифателе промена на уставот, тоа го злоупотребуваат. Апсолутно. Го кажуваат она што сака да го слушнат. Да, но ако нив не им се слуша. Не ги слушаат другите барања, бидејќи тоа е еден пакет на мерки што треба се или не знам, активно што треба се направат, за да се дојде до некакво прифатливо решение, да не се блокират евроинтеграцијските процеси, но тоа кратко ќе трае. Ќе видат граѓаните дека тоа е класична манипулација, спинови, се со цел да наштети на опозицијата и мислам дека тоа ќе помине и ќе се вратиме. Така да тој комплетно е злоупотреби идејата за национално единство, тој нема искрени намери било што околу ова да направи или да направи широка коалициона влада, поготово не да се откаже од неговиот стратешки партнер или ДУИ или пак другите партии, бидејќи повеќе од јасно дека владата на СДСМ е со ДУИ во комплетен пат, во слободен пат, дека нема поддршка од граѓаните, има огромно разочарување, револт постои без кај граѓаните од политиките што ги ведат, поготово што СДСМ и Ковачевски водат класична вазална политика према ДУИ. ДУИ или Артем Груби е во суштина пример на владата или на Република Македонија, независно што конците ги води Али Ахмети. И тука е огромното незадоволство. Не може да се случи мнозинскиот народ да биде згазен во овој случај од една политичка партија. Ако 90 пратеници се од мнозинскиот народ или од помалите етнички заедници, од 28 до 30 пратеници се под команда на ДУИ и сега тие да имат монопол на целокупните процеси и ја заглавија државата. Што има ние процес? Еден силен процес во државата на дуизација, криминализација на државата. И имаме сега процес на дезинтеграција, затоа што не само ДУИ и некои други политички партии сега што се дел од власта имат крајно фундаменталистички настапи. Тие сакат да предизвикат меѓуверски или меѓуетнички, меѓунационален судар. Затоа се екстремни настапуваат, поставуваат барања кои што не се прифатливи за било кого како граѓани, независно од неговата етничка припадност, но тоа функционира и сите тие барања многу брзо ги имплементира Ковачевски и СДСМ. Тоа е клучниот проблем за државата. Значи, јас сум за градење на македонско национално единство и кажуваме ние што е целта наша. Не е целта само
апсолутно не прифаќам коалиција заради уставни промени. Бидејќи уставните промени се сосема друга тема. За уставните промени да се случат, тие барања се јасно прецизирани и дефинирани. Што бараме? Прво бараме да изградиме за овие барања национално единство. Али што да бараме? Тоа што го барав ја од последната лидерска средба, каде што само ВМРО ДПМН Мисковски ме подржа, да бараме или апел да упатиме до Бугарија да ги признае правата на македонците, правата на асоциација. Втора работа, што е клучна? Клучна е оние елементи во трите документи што се од Европската унија. Тоа е заклучоците на Советот на Европска унија, општиот став и преговарачката рамка. Бараме вградените билатерални прашања, наметнати од Бугарија, да не бидат, ако не може да ги сврлиме, да не бидат основа за блокада на евроинтеграцијските процеси на Македонија. Затоа бараме... Сега се дел од францускиот прилог, во секој момент може да се повика Бугарија на... Затоа ние сакаме да се промени тоа. Сакаме заклучок на, како што носија други заклучоци, Советот на Европска унија, да рече, овие прашања, бидејќи таму ќе бидат, тоа е највисокото тело на Европската унија, председатели на влади, на држави, речат, заклучок, овие прашања, Бугарија не може да ги злоупотребува, користи за блокада. И третата работа е, тоа е признавање на нашиот национален идентитет. Многу едноставно е таа работа. Во сите преговорачки рамки или во сите тие пакет на документи, за сите држави стои дека јазикот после примат ќе биде службен официјален јазик. Јас тоа инсистирам да македонскиот јазик после приемот да биде официјален службен. Другото се е манипулација од Тоа се одредува на крај, кога не, сега треба да стои. Сега како ќе се вика јазикот на крајот на кога преземјата да влезе, тоа да, ама за Албанија не е така и за другите држави не е. Сега стои таму дека после приемот на Албанија ќе биде службен официјален јазик албанскиот јазик. Кај нас не е. Не е затоа што прво Бугарија го спорува нашиот национален идентитет јазик и во заклучоците стои таму. Меѓу другото, тоа било решение дека сите преводи ќе се вршат на македонски јазик, од англиски, што не е спорно и досега преводите се одвиваат, но таму има одредба дека Бугарија и Македонија ќе имат, не знам, своји резолуции околу тоа забелешка што има Бугарија дека не го признава македонски јазик. Тоа треба да стои, затоа што дека е тоа вградено во рамката што зборува господин Ковачевски или представници на СДСМ, дека македонски јазик е чист, без запирка, без вкуснота и така. Каде стои тоа? Го користат договорот Фронтекс. Фронтекс не е никаква гаранција. Не е никаква гаранција, ама такви договори ние сме подпишувале. Уште од времето се подпишувани такви договори поединачни или со во рамките на Европската унија на некои држави. Тоа не е гаранција. Гаранција е како што заклучува Советот за некои други работи, носат заклучоци, тоа да биде. И се разбира дека реципроцитетот ние околу правата на македонците можеме да го обезбедиме и со договор со Бугарија или по заклучоци на Советот на Европска унија или со декларација од Европскиот парламент, но битно е да има некакви заклучоци дека одлуките на Судот за човекови права во Страсбург, врзани за правата на македонците, правата на здружување, ќе се имплементират. Има такви информации дека тоа може да се случи од почетокот на септември, затоа што неодама разговарав со некој. Како, барањето на Мицковски е легитимно за Бугарија да спроведе една од пресудите, но тоа не може да биде наведено во Европската унија, бидејќи се пак тоа различна институција, Страсбург и Европската унија. Ако може Европската унија нас да ни налага да го смениме уставот. Да, ама не може ЕУ да и нареди на Нема наредба. Само ќе афирмира, ќе рече, бидејќи не е мешано во работата на судот. Судот донел одлука. Сега, може се политички став. Има и други механизми, рече вие, како држава, членка на Европска унија, прво не ги спроведувате стандардите на Европска унија за признавање правото на самоопределување. Имате одлуки од Страсбург околу асоциациите што сакат да ги создадат во Бугарија македонците, вие тоа не го правите. Има механизам, како што имат механизми нас да не притискат, да го менуваме неколку пати уставот, тоа можат, има механизам. Еве да речеме сега
представникот на Германија, пратеникот за Западен Балкан, меѓу другото, имаше повеќе разговори со повеќе партии и тој разговараше со мене. Јас, бидејќи знам, имам искуство од тие разговори, ако само слушате, ништо не барате, тогаш нема ефект. Излегува дека некој дошол да ви каже што треба да правите, вие сега треба... Овие што се на власт ништо не бараат. Да. Само Па еве ќе ви исполнуваат. кажеме на работа. Значи, меѓу другото, јас овие работа му ги барав и вика во текот на утрешниот ден ќе одам за Софија. Он две работи каже, еве ќе ги презентирам. И викам, може ли до Софија, меѓу другото, ова се што го бараме, да побарате да започна регистрација на здруженијата. И тоа ми рече дословно. Господин Адрианов, вика, разговара со 20-тина во Македонија, никога не го побара. И викам, сега не можам јас, вие што се Вие и разбирате, Мицковски сте единствените што го барате јавно. ама тоа треба да го бара Да. председател на државата, Така. на владата, министерот Османи, Маричич, тие треба да го барат, да барат и од Бугарија, и од Европската унија. Они тоа не го барат и каже на позитивна работа дека е подготвена резолуција во парламентот на Германија, Бундестагот, со која што повторно ќе афирмираат постоењето на македонскиот народ како посебен народ, јазикот како наш автентичен македонски јазик, и другите прашања сврзани наш Нас не идентитет. треба резолуција од Знам. поединечна земја членка, нас Ама ни треба од Европска унија за Знам, конституција. али они се влијателна, тоа ми е поентата, они се влијателна држава, тоа можат да биде основа и Бугарија да се коригира, но и другите држави полесно, ако дојде такво наше барење, автентично барење до зборуваме, ако изградаме единство, до Европската унија, и тоа може, што зборуваме, да го признаат нашиот национален идентитет, да го афирмираат ако не го признаат, бидејќи верувам дека повеќе земји членки на Европска унија апсолутно немат проблеми со нашиот национален идентитет. Ама тоа ако го биде како одлука, заклучок на Советот на Европската унија или како декларација на Европскиот тоа ни треба, парламент, тоа би било Да. тоа би било прифатливо. Ама се тоа елементи кои што во суштина што е да се изгради некаков реципроцитет, затоа што видите сега манипулацијата каква е, топ тема е во сите медиуми од 15 јули навака уставните промени. Уште ги немаме ние подготвено, не сме ги виделе уставните промени. Никој не ги видел. Нема анализа, тоа постојано. Дајте анализа што значат промените на уставот во градове на бугарите. Какви последици има, кои се предностите, што ако, како што има најаве дека Бугарија веќе државно политички врв има стратегија прво да го олесни процесот на издавање на пасоши за македонците, без да барат дека имат бугарски корени. Ако аплицирате, штом се од Македонија, македонец, одма добивате пасош. И втора работа, дека нема да барат права пред Европската унија или тука во билатералните разговори за 3400-500 бугари, Така, ќе бараат за 100.000. не за 100.000. Они викат дека заедно со семејствата, ако родителот земал пасош, има 3 деца, сите се тие бугари, викат. Ние ќе бараме за 250. Од нивна страна гледање има логика. Тоа ќе го злоупотребува тој процес. Така, токму тоа ќе биде следната манипула. И друго, ние и други народи не биле конструктивни народи околу формирањето на македонска држава, ама бугарите најмалку биле, да речеме, заинтересирани било кога во историјата да има самостојна македонска држава, бидејќи знаеме од кога е негацијата на постојањето на македонскиот народ. Што е сега позитивна работа? Што Германија веројатно има поголемо влијание преку Герб Борисов, Соединетите американски држави преку Кирил Петков, и дека баш вчера разговарав со еден новинар од Бугарија, дека веќе преовладува, размислува и ставува дека Радев во суштина ќе биде изолиран. Значи нема да доминира, затоа што Говори за импичмент. па тоа е друго импичмент, да. зборуваме овие две партии имат мнозинство и тие можат да апсолутно го изолират Радев, да не биде доминантен, бидејќи тој обстојува на националните прашања врзани за Македонија. Со еден или со друг ги притиска, уценува и тој како да води целокупната политика врзана за односите со Македонија. Ако Бугарија, тоа цело време го кажувам, ако Бугарија ги
признае македонците како автентичен народ. Значи тоа ќе биде чекор со историски димензии. Ќе се подобрат вкупните односи помеѓу двете држави, но посебно помеѓу македонскиот и бугарскиот народ. Они имаат сосема погрешна политика. Политиката на негација, на негирање постојањето. Што повеќе ги раздвоија двата народа. Па ги раздвоја. Значи они направија огромна штета. Да. Сакајќи да не притискат. Јас затоа викам, колку не притискат отпор, двојно се зголема околу овие прашања. Така, не гласавте за уставните измени за договорот од Преспа, не гласавте за заклучоците од францускиот предлог, ќе гласате за уставни измени за Весно Бугај? Само ако има реципроцитет. Тоа е условот. Јас можам да поддржам широка коалиција за стратешки работи. Значи да се формира група која што ќе работи на подготовка на нов устав. Ова што го кажувате во вашите 5 реформи, така? Кој што ќе работи на стратешки национални интереси, врзани за реформи, борба против корупција, така, јавна администрација, тоа се борба. Сите тие реформи, би поддржам, но нема да поддржам коалициона влада која што исклучиво ќе се формира за да се промени уставот без реципроцитет и без да се исполнат оние автентични национални барања за кои што зборуваме денеска. Прифатливо и тоа што ВМРО ДПМН го презентира преку председател Мицковски дека треба економски пакет. Ја тој пакет би го надополнил. Можеби треба да бараме Македонија да биде ставена на брза лента, затоа што ние од сите тие кандидати сега, земји кандидати за членство во Европска унија, сме најнапред околу законското усогласување. Голем број на закони. Не знаеме да извлечеме пари, видете Србија колку пари извлекува од Европска унија. Не знаеме како да земеме пари. Па, ако вие етаблирате во државата луѓе што главно интерес имат околу криминалот, провизиите, околу сделките да ги контролират и во основа, ако имате криминално раководство, тоа е лесно за манипулација. Тие не можат ништо да поборат нешто што е врзано за нашите автентични интереси. Вклучително не можат да поборат нити средства, уште помалку да формират бројни консултантски фирми што ќе подготвуваат во проекти и ќе имаме можност како тоа, да речеме, и знаење како да тие проекти ги спроведеме за да извлечеме пари. Ние многу пари кои што биле определени од Европска унија не сме ги искористили бидејќи немало интерес од државно-политичкиот врв или од владата тоа да му посветат внимание, туку рековме само врзано за корупцијата. Тоа бил главен интерес, партизацијата силна, службите да бидат под контрола на владата, да ги штити министрите. Затоа рековме дека дуи, значи време е да замине во опозиција. Затоа ќе одлучат граѓаните. Ние не можеме да одлучиме со наш став, но факт е дека нанесува огромни штети на државата во цели и на сите граѓани, без разлика на етничката припадност. За крај да ве прашам нешто што нема врска со актуелната политичка состојба. Долги години сте во политиката. Во една прилика имате изјавено дека порнешниот командант на НАТО Весли Кларк тврдел дека го криете дека Аркан се крие во Македонија. Така, тоа го имате кажам, но поранешната јавна обвинителка на Хашкиот трибунал Карла Дел Понте во својата книга обвинителка во лов ве спомнува и вас, не знам дали имате прочитано книгата, па само морам да цитирам. Значи, таа вика дека ја опишува вашата среда во 99 година во Скопје, каде што сте смислена во една куќа во планина во близу Скопје, претпоставувам дека е водно, и таа го опишува Скопје како највалканиот град на светот и на средбата која сте имале заедно со Љупчо Георгиевски, ве прашала дали го криете Ратко Младич во Македонија. Се крија вакви ликови тоа време во Македонија? Не. Значи, за Аркан имаше прашање од Весли Кларк. Јас му реков дека веројатно сте добиле некои погрешни информации, може би ги добиле преку, условно кажано, војна разузнавање, затоа што имало такви неправилни информации. И таа информација... Ова за Ратко Младич? Наистина ме прашувало дали го криете Ратко Младич? Па, мислам дека исто и она, колку што се сеќавам, беа заедно со Весли Кларк на таа средба, сега не, бидејќи имаше 82 делегации дојдоа тогаш во тоа време. Ова 99 опишува тоа ваша средба. Средба во владата беше тоа. Таа се интересираше, меѓутоа апсолутно не беше точно и ние из Ратко Младич имавме информација точно каде не е во Македонија.
Точно е, презентирав јас дека Радко Младиш ја напушти Македонија, дека во неговиот стан седи припадник на службата за државна безбедност и апсолутно не се точни дека ние го безбедуваме, го чуваме. Тоа беше сосема погрешна информација. За жал има тие такви погрешни или провокативни информации да се сврти вниманието од другите настани. За секој случај, Македонија тогаш беше главен сојузник на НАТО. За жал, нашето државно раководство не успеа тоа да го искористи, бидејќи тогаш сите најавува брз прием на Македонија во НАТО и во Европска унија. Ни едно, ни друго не искористиме. За жал. Господин Транов, ви благодарам за интервјуто и ви посакувам многу среќа на изборите, кога и да се случат. Благодарам многу и на вас.